Почитувани дами и господа, драги гости, драги пријатели, ви пожелувам добре дојде во име на организаторот, Сдруженијето на медицински сестри и медицински техничари, акушерки, стоматолошки сестри на Македонија за нас, кое што ја предводи Унијата од 5 здруженија на медицински сестри и медицински техничари на Македонија. Добре дојдовте на првиот симпозиум на Друштвото на медицинските сестри и медицинските техничари во итната медицинска помош. Денес ќе размениме искуства, ќе размениме идеи и нови информации, клучни за унапредувањето на работата и квалитетот на здравствената грижа, овозможена од тимовите на итната медицинска помош, која што е стожер на здравствениот систем на секоја земја и каде што навремената и ефективна реакција во критичните ситуации може да одлучува помеѓу животот и смртта. Итната медицинска помош е неопходна за успешно справување со ургентните здравствени случаи, како што се несреќи и други животозагрозувачки состојби. И затоа главниот аспект и на денешниот симпозиум, или главниот мотив, ако повеќе сакате, и цел е потребата од фокусирање на извонредно значајната улога на медицинските сестри и на медицинските техничари во тимовите на итната медицинска помош во земјава и нивниот придонес, не само во секојдневната интервенција, туку и во решавањето на систематските и системските проблеми, со цел да се обезбеди што поквалитетна и брза помош за секој пациент во земјава без исклучок. Врвниот професионализам и извонредните физичко-ментални капацитети на медицинските сестри и техничари се клучни за успехот на тимовите, бидејќи токму тие, односно токму вие, ја правите првата проценка и тријажа на пациентите. Учествувате или самите извршувате клучни интервенции, иако и самите навистина сте подложни на интензивен стрес и предизвици во секојдневната работа на терен под различни климатски услови и под притисок на времето, кога навистина и стотинките од секундата изгледаат долги како години. Дозволите ми да изразам искрена благодарност на Државниот универзитет на Тетово, на деканот професор доктор Невзат Телези, на професорите и студентите, како и на сите работени при универзитетот во Тетово за гостопримството и љубезноста и домакинлукот што ние денес сме овде. Еден аплауз ме молам. Навистина го заслужуваат. Благодарност за нашите гости и учесници во панел дискусијата на тема протоколи и насоки за прифаќање пациенти во болниците и клиниките, транспортирани од екипите на итната медицинска помош, а тоа ќе бидат и се доктор Анита Димовска, раководител на итната медицинска помош, здравствена. Благодарност за присуството и поддршката на овој симпозиум се разбира и за доктор Јоанис Константинополус. За нашите доктори, дозволете ми што вака ќе се изразам, ама нивната поддршка низ годиниве наназад навистина многу значи за здруженијето. За професор доктор Нико Беќаровски, специјалист на психологија, и доктор Злате Мехмедовиќ, за здравствена заштита, човечки ресурси и ургентни медицински тимови за Светската здравствена организација во земјава. Благодарност за доктор Александар Стојменовски од итната медицинска помош, како и за дипломираниот медицински техничар Маријан Серафимовски. Благодарност за сите наши учесници и презентери во денешната работилница на овој симпозиум и се разбира благодарност за сите вас кои што денес присуствувате на свечениот чин на предавање на логото и банерот на новото друштво во рамките на Здруженијето за нас.
Благодарност за Бране Стојчевски, директор на Воспитно-поправниот дом, и за господјата Магдалена Веселинова, директор на Центарот за социјални работи. Иако планиравме, вие веќе можете да погледнете, ова се фотографии со кои што, ете, за момент сакаме само да подсетиме на сите оние огромни активности, голем број на активности кои што Сдруженијето за нас ги имаше во изминатиот период. Тоа беа конгреси, свечни академии, симпозиуми, работилници, активности на Сдруженијето за нас во балканските и европските асоциации, издруженија на медицинските сестри и медицинските техничари, а се со една цел – афирмирање и удостојување на професијата медицинска сестра и медицински техничар во земјава. Од 2017 година па се до денес, таа е навистина неуморен и непоколеблив поборник за афирмација на сестринската професија во Македонија. И се разбира остварувањето на правата на медицинските сестри и медицинските техничари. Тим на вистински професионалци, медицински сестри, медицински техничари, членови на извршниот одбор и представници на 12 досега рамноправни друштва во рамки на Сдруженијето за нас и денес, како го изминативе 8 години наназад сега веќе, делат иста енергија, иста цел и иста посветеност на мисијата добробит на професијата. А со тоа се разбира добробит и подигање на вредноста на секој пациент. Дозволете ми да ја поканам магистар сестра Гордана Беклиовска, да ви се обрати официјално да го отвори денешниот симпозиум на медицинските сестри и техничари во битната медицинска помош. Сестра Беклиовска. Јас кога влегов на врата и кога ме поздравивте и ми аплодиравте, говорот си го оставив пред врата. Сега ќе зборувам од срце, вака кога ве гледам сите и како што кажувам секогаш вие сте мојата инспирација. Медицинските сестри го носат секогаш сонцето со себе каде и да одат и секогаш каде и да дојдат, секогаш ми се топли душа при срцето. Колку и да биле непријатности, колку и да имало динамики, вака кога ќе го препознаете ентузијазамот на сестринството и вака кога во сето ова време во кое што сега сме незадоволни, непризнаени, непрепознаени, неплатени, 4N, незадоволни во општеството и да направите ваква инспирација, да имате и понатака инспирација за едукација, да учите, да се образувате, да растете во вертикала континуирано, да го својот кариерен развој да го правите, вака се брани професијата, со едукации и со стручни настани. Тоа го прави Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри, која што има во себе обединето за ваша информација до од денеска 13-та секција, 13-то друштво по специјалност, бидејќи ние веќе не сме само општи медицински лица, сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри како што сме, туку сите сме по специјалности поделени и сите сме веќе специјалисти во сопствените професии, затоа ги имаме меѓу нас секциите и друштвата на патронажните сестри, на стоматолошките сестри, на кардиолошките сестри, на инструментарките, на сестрите од анестезијата и реанимацијата, на сестрите од интензивното лекување, на сестрите од хематологијата, на сестрите од онкологијата, на сестрите од офталмологијата. Го имаме сестринството во секцијата за историјат на сестринството, го имаме хуманитарното друштво Ивона Пешевска, која што работи за нас сестрите и за социјално загрозените пациенти и ни дава можности надвор од болниците да бидеме хумани и тоа што сме, како што сме одбрале професијата, и ова е 13-та секција на нашите колеги од итната медицинска помош. Ово е вкупно 27-ми симпозиум досега. Тоа е една импозантна бројка која што нашите колеги во регионот и во Европа со респект ја почитуваат, бидејќи постоење од само 7 години на Унијата и на Сдруженијето, да испишете 28 симпозиуми, да испишете огромни 3 конгреси, да направите свечени академии, хуманитарни акции, состаноци, настани, едукации и се што е оноа што е системски, што нас не засега во болниците, да го проткнете, да го подигате гласот.
И се она што е просиндикално и синдикално да го водите, каде што се нашите плати, нашите коефициенти, нашите задоволства на работа, сето тоа заедно ја прави таа наша автономност на работа, каде што ние се бориме за оној простор, место наш, каде што нашата одговорност ние ќе испорачаме и за истата ќе одговараме. И за таа истата ќе бидеме како што треба платени и вреднувани. На нас ни треба платеност по одговорности како што заслужуваме. И ако вака бидеме обединети, и вака на ваков начин професијата ја носиме, ние сите овие нешта ќе ги постигнеме, верувајте ми, дека така ќе биде. Денеска ова зборува дека единственоста е таа која што секогаш ги носи нештата на наша страна. Значи ние сме тие кои што секогаш ќе бидеме во право и силни и со силен глас ако бидеме единствени. Не смееме да бидеме поделени ниту по сестри со средно, вишо, високо, нити смееме да бидеме поделени по национална основа, нити по политичка реторика. Ние мора сите да бидеме заедно, како што сите заедно се оборуваме во болничките ходници. Кој нас не прашува и кој професор, да ми простат професорите, не научија нас во училиштата како ние да се справуваме со синдромот на согорување. Сето тоа е во нашата емпатија, во нашата личност, во тоа што ние одбрахме оваа професија во која што не сме случајно. Затоа кажувам јас и секогаш, го поздравувам божественото во медицинските сестри, во техничарите, колегите, акушерките, стоматолошките сестри, бидејќи љубовта која што ја носиме кон професијата, пациентите секогаш ја гледаат и препознаваат кај нас. Само ако ја испорачаме онака како што треба, тоа е со цел да ја покачиме нивната вредност, да ја постигнеме довербата кај пациентите, да испорачаме така како што треба. Само така ќе бидеме исполнети во професијата. Ние сме емпатична професија, меѓутоа сите работиме за финансии и мора да ги постигнеме целите на нашите коефициенти да бидеме платени според одговорностите. Меѓутоа мора да се образуваме континуирано. Мора континуирано да вложуваме во нашето образование. Мора на работното место да се почитуваме едни со други, верувајте ми, мора да се ги почитуваме тимовите. Денеска излеговме со отворено писмо во кое што ја честитавме 20 годишнината од јубилејот на лекарската комора и прашавме, и ги прашувам докторите и јавно, и комората, и целокупната лекарска фела, како е тоа после 20 години јубилеј да работите се уште со сестри без лиценци? Дали е можно да славиме јубилеј на 20 години лекарска комора, а да немаме ниту еден ден лиценца наша за работа, која што е нашата препознатливост и која што треба да ја внесе нашата одговорност? Мислам дека сето оно ние што го правиме и нашите иницијативи, за да ја добиеме лиценцата, да го добиеме регулаторното тело, време е веќе да имаме подршка јавна и од комората и од докторите, бидејќи ако немаме иницијатива од нив, поддржете ја нашата иницијатива, поддржете ги нашите барања. Покажете дека сте суштински дел од сето оноа кое што заедно го работиме во болниците. На крајот сакам да кажам дека ваквите настани ме чинат многу горда, јас никогаш не зборувам ништо во свое лично име и секогаш гледате дека зборувам во целото ваше име. Секаде каде што Унијата и Сдруженијето ги изнесе сестрите во регионот и во Европа, нашите европски асоциации во кои што сме дел од истите од нив, не сме ние повеќе таму само слушатели, ние сме дел од генералните собранија каде што зборуваме за се она што се движи и случува во Македонија. На 22 март во Македонија ќе се случува првата конференција на Југоисточна Европа, каде што целокупното сестринство од Југоисточна Европа ќе дојде во Македонија, а ние ќе бидеме домаќини и ќе го водиме оној дел во кој што ќе зборуваме за кариерниот развој на сестрите, за автономноста, за одговорностите и за специјалистичките студии. Голема гордост е да бидете во земја која што е неевропска, да добивате европски настани и затоа во октомври ја добивме и конференцијата 17-та на ЕСНО, Европската асоциација на сестри со специјалистички студии. Тоа зборува дека сето ова што го видовте и сето тоа што Каролина го спомна во конференцата за сите наши настани, се што ги направивме во текот на годината, некој ги приветува, ги цени и ги почитува. Тоа е, драги мои, резултат на нашата работа. И ве молам да бидеме вака секогаш обединети и да бидеме заедно. Го прогласувам симпозиумот за отворен, ви посакувам добре дојде и сакам дека колегите од идната медицинска помош на ваков начин да имате соработка едукативна и едни со други секогаш, не само на работи во секојдневието, каде што сакам во болниците кога стигаат вашите возила во сите болници, да имате меѓусебна емпатија и почит и да си помогнете и да си излезете едни према други, за да не чекаат возилата, за да ги ослободиме колегите да се вратат од таму кај што дошле,
За да ги прифатиме пациентите, бидејќи така заслужуваат, сметам дека овие настани ќе ви бидат добра база, добра основа во која што и меѓусебно повеќе ќе се запознаете, ќе комуницирате и ќе имате начини за ваква соработка. Ви благодарам многу уште еднаш и нека ни успешен ден. Јас само ќе ја замолам магистар сестра Гордана Вишлиовска да остане уште малку. Почитувани, дозволете ми сега да го најавам моментот на свечено предавање на официјалното лого и банер на Друштвото на медицинските сестри и техничари во итната медицинска помош на Македонија. Ви замолувам да ми се придружат председателот на Друштвото на медицински сестри, техничари во итната медицинска помош на Македонија, дипломиран медицински техничар Маријан Серафимовски, и заменик председателот на Друштвото на итната медицинска помош на Македонија, специјалист, дипломирана медицинска сестра Рената Ајети. Значи, ова е 13-тиот банер кој што ќе им се придружи на сите други банери кои што ево вака сите овие стручни настани ќе го даваат печатот и логото, како што кажа Каролина, и акредитацијата на друштвата кои што работат внатре во здруженијето, кои што се посебна гордост, верувате ми. Во сите програми и планови на европските асоциации функционираат ваквите секции и друштва и никаде нема толку и толку голема активност како кај нас. Ова ви го кажувам затоа што сакам да ви кажам, се што треба ние имаме по курикулумот и по директивата и се тоа што го бара регулираноста на нашата професија во европски рамки. Само треба да биде запишано и треба да биде озаконето. Нема нешто ние што не правиме. Затоа ние секаде имаме многу во приклучок и секаде сме посакувани каде и да отидеме и фаќаме приклучоци како што треба со нашата едукација и со нашиот професионализам. Ова е во А4 формат банерот на брзата помош, кој што со гордост ќе го имаат сега за сега, додека го носат и го водат раководењето на асоциација на здруженијето, односно на друштвото во здруженијето, колегите од Тетово, на кои што ќе се вклучите како тим сите од сите итни медицински служби во Македонија и заеднички вие од сега понатака после овој настан ќе ги организирате сите овие вакви стручни настани, а ние ќе доаѓаме и ќе ве слушаме и ќе се едуцираме од вас. А вие ќе почувате се што е натаму. Ова е нешто кое што во овој момент, значи ќе биде, ви го предаваме како ваша, како да кажам, собственост, која што ќе ве задолжува за сето ова што го кажам понатака. Банерот ќе оди во комплетот со сите други банери и на сите наши големи настани, каде што редом се поставени сите, со гордост ќе го гледаме и ќе стои и постоењето на друштвото на секцијата. Така да ви посакувам многу успешна плодна работа, посакувам многу колегијалност, многу соработка и посакувам многу да имаме од сето ова едукативни бенефити, се со цел подигање на вредноста на пациентите. Така да благодарам многу што се охрабрите да го прифатите сето ова кое што е многу голем предизвик. Меѓутоа, тука е унијата, здруженијето, тимот, извршниот одбор, генералното собрание, сите ние заедно, логистичката поддршка секогаш е тука. Ви благодарам. Благодарам, повелете, сестра Рената. Почитувани гости, драги медицински работници, членови на Унијата за нас, почитувани граѓани, денес сме тука за да одадеме почит и благодарност на луѓето кои секојдневно ја спасуваат нашата заедница, посветените медицински тимови на брзата помош и членовите на Унијата за нас. Во време кога здравието е нашето најголемо богатство, ние сме тие кои стоиме во првите редови, подготвени да реагираме во секој момент без разлика на времето, условите и предизвиците. Нашата професионалност, хуманост и несебичност се темелот на довербата што граѓаните ја имаат во нас. Унијата за нас покажува дека солидарноста и заедништвото се клучни за едно подобра иднина. Денес со овој симпозиум ја славиме нашата посветеност
и ја подигаме свеста за важноста на брзата помош. Годишно загрижуваме на 4700 пациенти, месечно 390 и 15 пациенти во текот на 24 часа без пауза и одмор. За секоја бројка стои еден човечки живот, една приказна, една надеж. Нека овој настан биде само почеток на овие уште многу иницијативи кои ќе придонесат за подобра и посигурна здравствена заштита за сите нас. Ви благодарам. Ете, сестра Ајети зборуваше за надежта, за посветеноста, за вашата пожртвуваност. А кога сме веќе тука, пред да преминеме на работилницата, дозволите ми во име на Сдруженијето за нас да ја поздравиме, ако дозволувате, и добитничката на медалот Флоренс, пандан на Флоренс Најтингел, македонскиот медал Славјанка Лакчева, на медицинската сестра која низ годините на нас со својата посветеност едуцираше и поддржуваше голем број на медицински сестри. Сестра Наџи Ефетајеве, вам стане. Ете, сестра Наџи Ефетај е една од носителките на медал Славјанка Лакчева и јас сум сигурна дека и овде меѓу вас еден ден некој ќе се закити токму со таквиот медал, со голема значаја. Меѓутоа, да продолжиме понатаму со редоследот и програмата на денешниот прв симпозиум на медицинските сестри, медицинските техничари од итната медицинска помош во Македонија. А следува денешната работилница во рамки на овој прв симпозиум. Инаку, истата ќе се фокусира на најважните суштински моменти од аспект на функционирање на итната медицинска помош и незините тимови. Реанимација, оживување на пациент и сега ќе го замолам тимот кој што ќе го видите во работилницата да повели овде онака како што ќе ги кажувам нивните имиња. Учесници се доктор Бесник Мустафаи за реанимација и оживување, Мимоза Карпузи, дипломирана медицинска сестра, Стефани Савеска, дипломирана медицинска сестра и Бекин Јумузи, дипломиран медицински техничар. Благодарност за вашиот труд и навистина и чекаме да видиме што ќе ни закажете. Добар ден на сите и добродојдовте денеска на нашиот симпозиум на Сдруженијето за нас. Ми дига жизве, ми се ќе ни одам на симпозиум и не парт што дадо сврне. Ние како екипа од итна медицинска помош денеска на кратко, значи ќе прикажуваме на симпозиумот. Значи денеска на кратко на нашиот симпозиум ќе кажуваме значи како се прави оживување на пациент и како се прави значи тоа што секој од вас знае basic life support, сигурно сте слушали. Пред да почнуваме со нашиот симпозиум, значи би сакал на кратко да се вратиме на тоа есенцијално во што подразбираме ние со прва помош. Сигурно значи сте виделе и ние што сме медицински персонал, ама и луѓето што не се медицински персонал, биле еднаш у живот у ситуација кога треба да знаат што е тоа прва помош. Значи сме слушале, ама да не знаеме значи што тоа опфаќа. Значи како со еден збор да се прикажува, првата помош е помошта што се пружи кај пациент. Значи првата есенцијална помош кога пациентот е во потреба и му се загрижува животот. Значи тоа е најбитно, тоа е есенцијално. Што е должноста главна
на иднава помош, значи има само една цел, да го држи пациентот у живот. Значи првата помош треба да се знае дека не го лечи пациентот, значи тој ќе се лечи во секундарно и терцијарно ниво, значи у клиника, у болница, а наша должност е пациентот да го држиме у живот. Значи да не ни отиде пациентот, пошто ако не умира пациентот, тогаш не сме правиле ништо. Како се прави тоа? Значи, моментот кога треба да се интервенира, никогаш не се знае и никогаш не е предвидив. Значи, стално е непредвидив. Тоа може секогаш и свегде да се деши некому да му треба интервенција, да му се даде прва помош. Сега, поради тоа што немамо многу време за објаснување, земаме, значи, ние еден базичен пример како, значи, да се прави реанимација кај пациент што му треба интервенција за прва помош, значи пациентот што губи свест и значи поминува во кардијак арест. Пред да почнеме со тоа, би сакал, значи, на кратко овие три главни точки, значи секој што треба да дава прва помош, треба да ги има овие главни точки за ориентација како да се дава, пошто тоа не е толку лесно. Зависност од ситуацијава, ние треба да знаеме како да го пружиме првата помош. Значи, најбитно треба да се почне со првава точка, значи која е Д. Што подразбираме со ова Д? Значи, сигурно сте слушале сите дека со Д подразбираме danger, опасност. Пример ќе земамо. Рековме, ситуацијава никогаш не може ние да го знаеме кај ќе биде. Ако е, например, сообраќајна незгода, ние не може да се директно да се вклучиме да даваме прва помош без прво да гледаме лево, десно, дали ние сами се ризикуваме кога ќе идеме да го даваме, значи, првата помош. Тоа е најбитно. Значи, прво треба да се елиминира ризикот. Или ако пациентот е у ризику моментален, треба да се извади во најсигурно место што можеме прво да го извадиме. Тогаш, значи, ќе почне да му се дава првата помош. После тоа, значи, кажавме danger, ова го елиминиравме. Пациентот нас сега не е у сигурно место. Што треба, како треба да се почне? Сигурно сте слушале за златнава тројка А, Б, Ц. Што опфаќа тоа? Значи, тоа опфаќа А. Со А подразбираме, значи, airway, дишните патишта. Значи, airway. Све треба да се почне со ова. Кога се дава прва помош, значи прва работа, кога се иде пациентот, што правиме ние? Значи, гледаме дали ни диши пациентот, дали дишниве патишта се слободни. Пошто, во зависност од ситуацијава, значи може да се најдеме у многу ситуации кога пациентот има компромитирано, значи airway, дишни патишта. Што може тоа да биде? Тоа може да биде од меанички причини. Например, сте виделе некогаш некој јаде у ресторан нешто и одеднаш нешто му останува и тој не може да диши. Тогаш прва помош како ќе се дава таму? Значи ќе се дава, ќе треба да се ослободат дишниве патишта за пациентот да дише и да може да се врати во нормала. После други работи, значи airway, имаме и што е најчесто, сигурно сте слушале, алергии. Што има таму? Точкава А се компрометира, значи одма пациентот некогаш тоа кога е многу брзо, рапидно и за 30 секунди може пациентот одма, значи да не може да дише и може, ако не се реагира на време со антишок терапија, може пациентот да ни отиде. Значи, сега, аво ќе го пројдеме. Има и многу други куп ситуации, но ние не може сите сега, значи, да ги докажеме и да ги изброиме. Идеме на другава точка, што е Б. Што подразбираме, значи, со ова Б? Со Б, breathing, значи, самиот процес на дишење. Кога ќе гледаме дека кај пациентот точкава А е чисто, слободно, нема, значи, друг проблем, што идеме на Б, breathing, дишење. Ќе видиме дали пациентот ни диши. Ако не диши пациентот, тогаш мора ние да реагираме да се пружи првата помош. Значи, сега, пошто сме кај точкава Б, и нашиот денешен симпозиум, значи, е конкретно на ова точка, значи Б. Овде се приклучува поставкава на Basic Life Support, што секој од вас сигурно го слуша. Што подразбираме, значи, со тоа? Basic Life Support
значи е тој супорт базичен, елементарен, што ние како медицинско лице треба да го даваме кај пациентот за да ни остане жив, да го држиме у живот. Значи, реков и преска, ние не го лечиме со тоа, пациентот не се лечи со ова. Значи, нашава цел е ние да го држиме у живот, пошто може да не се деши не само у болница, може да се деши у улица, у планина, сведе, реков, тоа стално е непредвидливо. Нашава должност е да го правиме, значи, процесот на оживување. Кога реков дека точкава Б, breathing, ние, значи, ќе идеме кај пациентот и ќе видиме дали диши. Слушаме, значи, нема дишење, нема ништо. Автоматски, значи, и срцево не работи. Тогаш, значи, ќе почне настава постапка за реанимација. Како се прави тоа? Значи, ние денеска ќе правиме со нашава екипа на практичен дел, значи, све поставно што треба. Би ги замолил сега, значи, колегиве наши, да импровизираме една скена како екипава на една медицинска помош ќе дава, значи, ќе прави basic life support. Ајде, колеги, значи сега ќе земаме импровизација. Две другарки, колешки, излезеле на шетање. И сега прајќи моабет, значи, наеднава одма почнува нешто да го стега, не му е арно и одма пациентот ни колабира. Колешкава гледа дека дали реагира, значи не реагира и постапкава што прави, ќе вика екипава од брза помош за интервенција. Сега, значи, од овде е повикана екипава на брза помош, значи сме земале пример дека е лице што не знае да реанимира, нормално, она го направи своето, го вика брза помош. Сега се вклучува тимот на брза помош, сме земале фантом пример да не го мачиме колешкава и значи продолжуваме со интервенцијава. Што ќе правиме прво кога стигнуваме на лице место? Значи, екипава од брза помош се составува од доктор, сестра техничар и шофер. Значи, екипава е стално тимска, никогаш не е индивидуална. Ова треба, значи, многу важи за работава да биде како што треба. Кога ќе идеме кај пациентот, значи, моментално, прво стигнуваме и го гледаме, значи, ова не е фантомот, не е пациент сега. Значи, кај него ќе реанимираме. Идеме, значи, прво ќе прави респонс. Дали нас ни одговара? Како си? Не реагира. Не реагира. Што ќе правиме друго? Обавезно, значи, треба да слушаме дали ни диши пациентот. Пошто некогаш може да ни дава и лажно, ти мислиш не диши, ама кога ќе го слушаш добро, он има многу лесно дишење што не може без да се приближиш да го слушаш. После тоа, значи, ако пациентот нема ни дише ништо, одма треба да се почнува процедура за реанимација. Тоа е CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, сте го слушале сигурно. Како тоа се составува? Значи, прво, ако зависност од која рака сте посилни, значи дланкава на деснава рака, овој дел секогаш треба, значи, на латералниот дел на стернумот, помеѓу 3 до 6, зависност ја може некој е пообезен, некој е по-тенок, тоа е во зависност од пациент. Значи, одма со деснава рака на тоа место и левава вака, значи, стегната, се иде на пациентот, значи, положбата и гледате не е вака право и рацеве не треба да бидат вака, пошто вака не правиме ништо. Значи, треба пациентот овде малце да се искружиме и што правиме? Сега одма се почне со реанимација. Реанимацијата се прави вака, значи 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, посилно, длабочинава на тоа треба да биде до 5 см. Што правиме вака? Значи 30 циклуси и 2 дишења. Значи чекаме, дишиме пак уште еднаш 2 дишења. Ова се повторува 2-3 пати, умеѓу време, значи. Одма, ова ни е дефибрилатор и монитор LifePad. Сега поново во секое место кај што има многу луѓе, стадиуми, трговски центари, градови и на улици, ако идеме у запад негде и на улици може да гледате AED со зелено. Тоа е Automatic Electricated Defibrillator. Тие се све автоматски, значи кога ни се дешава ваква ситуација, ние реанимираме и истовремено, значи, само тие лепенкиве педалс
Ако не знаеме ние каде, овие новиве сега многу се добре, пошто ти кажуваат и кај треба да ги ставиш. Значи, и да не си медицинско лице, многу добро. Едниот се става на антеролатерална позиција и другиот, значи, на левата страна. И овие што се автоматски, значи, одма директно анализират што е, ако треба да се пушти шок или колку треба, не е како порано мануално, овие се све автоматски. И, значи, одма ни пушта колку килоджул треба да се шокира пациентот. Умеѓу време, пред да се прави тоа, значи се полнуе чак, на колегава му викаме дрви се, за да не бидеме у контакт ние сами да се шокираме и после тоа, значи, удираме кај пациентот. Овој циклус продолжува да се прави, два пати, значи, уште еднаш 30, два дишења, до 3 циклуса. Сега некој може да праша, па колку треба да реанимираме? Дали треба стално, па пошто ние почнеме 3 пати, 4 пати, до колку? Значи, како мислите? Дали треба, до колку? Има момент кога треба да се престанува, значи не идава стално. Едново е, ако пациентот ние, кога реанимираме, ни се враќа у живот. Тоа е најдоброто што може да ни се деси, значи се враќа пациентот и живот и ние тогаш престануваме. И второво, за жално, значи ние може да реанимираме и пола сат, ама жалосно е кога ќе гледаме дека пациентот не отишол на клиничка смрт. Како тоа се дознава? Се дознава многу лесно, значи отвараме очиве, проширени зеници и ние може колку сакаме да реанимираме, ама пациентот ни отишол во клиничка смрт. Значи овие се случаеве, има и многу други, ама поради тоа што немаме многу време, не можеме сите да ги офаќаме. Сега, сето ова што го правиме, имаме еден видео материјал, значи да се види што е важноста на ова реанимација што ние го правиме. Ова може да биде на улица, може да биде у институција, може да биде у болница. Значи, дур нема некој друг, гледаш дека е потребно, обавезно треба да почне да се реанимира. Никогаш не е штетно да се реанимира, штетно е да го оставиш без реанимација пациент. Значи, ова снимка, гледаме како срцево помпира цело време нормално крв. Сега, срцево, значи, прекина, може фибрилација, може арест, тоа сега не е многу важно. И гледате крвта, не иде, кој ткиво се знае, ако нема крв оксигенирана, одма мозокот, значи, најдобар резултат до 2-3 минути, а филмови негова си по 10 минути ги кажат, што не е реално. Сега, тоа што спорим. Значи, срцево не чу, пациентот е во кардијак арест. Што правиме ние кога реанимираме? Значи, пријател, сега нема крв, не тече ништо. Еве сега почна процедура. Видете кога ние реанимираме што правиме? Значи, кога правиме нешто, ако ставно знаеме логикава зашто го правиме една работа, секогаш ќе имаме успех. Ако не знаеме што правиме, тогаш ќе се мучиме. Значи, ние кога реанимираме, мануално го правиме работава што треба да го прави срцево нормално. Значи, колку е длабочинава, 2 инч до 5 сантина, од 3 до 5, значи треба да биде малце силно. И колку пати, значи за една минута, поприлика од 100 до 120 пати треба значи да се стисне. It is for this reason that it hurts taking your hands off the chest to remove breaths or switching roles. Може ова сега да се прегине, значи ова беше многу важно да се види зашто ние реанимираме. И сега имаме уште еден исто видео материјал, што сакам да го видиме сите. Ова е како треба да се постапи кога се дешава ситуација што пациент може да ни отиде нас. Значи ова гледате видео материјал. Еден пациент, работник, наеднаш му се слуша и губи свест. Што е многу важно? Гледате овде. Значи, пред да се приближиме кај пациентот, мора обавезно да гледаме лево, десно, кај смо. Да не, ако нешто паѓа одгоре, ние како може да идеме да даваме прва помош? Значи, се гледа, се вика прва помош. И нормално треба да се види дали диши пациентот. Значи,
пациентот ни не реагира, ни не диши. Одма треба да се почне со процедурава за реанимација, значи CPR. Циклусот кажа, значи 30 пати стиснење и 2 пати се дава вештачко дишење. Гледате, значи, кога се дадеше вештачко дишење, како тораксот се дига нагоре. Ево овие, значи, што зборев на AED, сигурно се гледале, од нашите трговски центри сум гледал дека почнал да ги има, негде, не свека, ама негде ги има. Значи, 2 циклуса, уште еден. Овие се све автоматски, не се комплицирани и одма лепенкиве, значи, се стават, евентуално и све антеролатерално се стави првиот, значи све се гледа да не сгреши, да не е медицински персонел, може да види кај треба да се става. Лепенкава. Ова го конектираме, сега, значи, завршува со процедурава третиот циклус, тргни се, charging thought. Многу е важно ова stand clear да се тргнуваме, пошто се деши некогаш, значи да не се пази многу и сега некој реанимира пациентот, некој несвесно рукава или нешто и се знае електрошокот и после од еден пациент ни се прават моментално одма 2 пациенти, само ги потежува работа. И пак, значи, се продолжува со реанимацијава. Значи, ова видео прикажува материјал на немедицински лица. Ова е видео што е на работно место. Значи, овие реанимираат дур ќе дојде брза помош. Значи, затоа е многу важно обукава за прва помош, што секој од нас, мислим, го праe или треба да го праe кога зема возачка дозвола. Не е за џабе тоа. Тоа може секому свегде да му се деши. Важноста е ова. Значи, ние се трудиме да го држиме пациентот у живот. И после тој ќе се лечи нормално в болница од секундарно терцијарно ниво. Тоа, значи, циклусот завршува и сега доаѓат екипава и ќе го земат, значи, ургентна медицина. Може да се преди. Јас би рекол никогаш у живот да не дојдете во ситуација, ама никогаш не се знае, пошто тоа рекол може свегде и секому да му се деши. И што е најбитно, пошто сум работел во брза помош 6 години. Значи ние сме овде сите колеги. Најважното е, не дај Боже, пошто ние сме носеле разни ситуации. Би сакал да ги замолам сите тие што се учесници во сообраќај, кога гледат амбуланско возило, пуштете пат и имате едукација, пошто може да се најде некој ваш фамилиарен у тој момент у тоа кола. Нас само ни го отежнует работата кога, значи, се многу кога не пуштат пат. Затоа да бидат поише внимателни, пошто ние внатре се бориме за секој живот. Тоа е. И благодарам. Пред да продолжиме со прашањата, искрена благодарност докторе, меѓутоа би сакала само за момент да му дадеме да го достоиме приканот нашиот домаќин денес, за да може се заминат. Да, добро, меѓутоа, значи сега може да го поставам прашање. Се распредобук има прашање и од публиката, истото важи и за вас. Докторе, кои се најголемите предизвици? Еве, и за вас како доктор, ама кои се најголемите предизвици
предизвици што всушност вие како доктор очекувате од медицинските сестри и медицинските техничари, рамноправните членови во вашиот тим? Значи, ние од колегиве сме премногу задоволни. Пошто нашава работа, ја истекнав и преска, не е индивидуална. Значи, нашава работа е тимска. Ако тимот не е здрав и не е спремен како што треба, тогаш, значи, ќе излеземе лошо. А нашава цена, кога ние излегуваме лошо, кошта многу. Значи, тоа е живот на пациент. И затоа секој медицински работник што ќе се опфаќа за ова работа, сака да го работи, мора да биде спремен како што треба, пошто ценава никој не сака да ја плаќа кога е со човечки живот. Благодарам. Дали имаме прашање некој? Ајде сега уште еден аплауз ве молам за доктор Весни Шмидскакај, Мимоза Катузи, Светана Савицка и Бергин Јонкс. На конгресите на Сдруженијето на медицински сестри и медицински техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, кој што ја предводи и унијата од 5 сдруженија, честопати, значи редовни гости, учесници и предавачи на конгресите, на симпозиумите и така натаму се представниците на балканските и европските асоциации и сдруженија. А тоа се навистина огромен број на сестри и медицински техничари од регионот и пошироко. Во неможност лично да присуствува на симпозиумот денес, ве покануваме заедно да погледнеме кратката видеопорака на господинот Анер Дураковиќ, председател на медицинските сестри и медицинските техничари од итната медицинска помош на Република Босна и Херцеговина. Poštovane kolegice i kolege, ja sam Aner Duraković i želim da vas pozdravim ispred Udruženja hitnih medicinskih tehničara Federacije Bosne i Hercegovine. Zaželio bih vam uspješan prvi simpozij vašeg društva za hitnu pomoć. Također iskoristio bih ovu priliku da vas pozovem na naš drugi kongres koji će se održati od 9. do 11. maja u Sarajevu, na kojem će biti eminentni predavači iz regije i imat ćemo jako dobre radionice i interesantna predavanja i nadamo se da ćete i vi biti sa nama. Ugodan ostatak dana i mnogo pozdrava iz Sarajeva. А сега вие најавувам панел дискусијата на тема протоколи и насоки за прифаќање пациенти во болниците и клиниките, транспортирани од екипите на итна медицинска помош, со фокус на актуелните состојби и предизвици со кои што се соочуваат тимовите на итната медицинска помош во Македонија. Исклучителни професионалци од областа ќе споделат со вас и со нас сите тука идеи во насоки на согледување на актуелните состојби, како и визии за подобрување на системот, протоколите и насоките за прифаќање на пациентите во болниците и клиниките транспортирани од екипите на итната медицинска помош. Беше планирано учеството и на министерот за здравство, доктор Арбен Таравари, и заменик министерот Јовица Андовски, но поради објективни и оправдани причини, денес тие нема да може да присуствуваат на симпозиумот, иако навистина нивното учество и професионално искуство и заложби денес ќе ни недостасуваат. Но затоа, дозволете ми да ги најавам нашите панелисти, почитувани учесници во ова панел дискусија. А тоа се доктор Анита Димовска, раководител на итната медицинска помош, здравствен дом Скопје. Повелете, завземете си ги местата, ве молам. Доктор Јоанис Константинополус, директор на здравствен дом Скопје. Професор доктор Нико Беќаровски, специјалист, интернист, универзитетска клиника за токсикологија. Доктор Злато Мехмедовиќ, национален координатор за примерна здравствена заштита, човечки ресурси и медицинска помош, тимови при Светската здравствена организација. Доктор Александар Стојменовски, од итната медицинска помош, здравствен дом Делчево. Дипломиран медицински техничар Маријан Серафимовски, главен медицински техничар на здравствениот дом Тетово. И се разбира магистар сестра Гордана Бешлиовска, која што на неговата категорија панел дискусија. Ве замолувам
Прашањата кои што ги имате, можете слободно да ги поставувате по завршување на панел дискусија. Медицинска помош е организиран систем на здравствената заштита кој возможува итна медицинска интервенција во случај на животозагрозувачки состојби. Таа представува и клучен дел на здравствениот систем на секоја земја, бидејќи не само што спасува животи, туку и спречува понатамошни компликации кај пациентите. Сестра Бешијовска, ви молам да започнеме со панел дискусијата. Овака, пред се јас искрено многу благодарам и укажувам посебно задоволство и чест за прифатената можност што ни ја укажа докторите, директорите, раководителите кои што нормално во склад со нивните активности ни дадоа можност да сето овде заеднички го споделиме. Две се основните цели, насловот е протоколите и насоките за прифаќање на пациентите во болниците и клиниките. Меѓутоа, првото нешто на кое што би сакала да ставиме акцент е правилникот за работа на вас во итната медицинска помош, кој што произлегува од Законот за работни односи, а последното подпишување му е во 2014 година. Има многу правила и нешта врз основа на кои што нормално вие ќе кажете дека ви се во ред и дека така треба да бидат и како што се поставени, меѓутоа има многу нешта кои што можеби во овој момент во согласно со развојот на службите и искуствата и сето она кое што вие секојдневно се соочувате е нешто од кое што ќе треба да произлезе иницијатива од нас и од овој симпозиум кој што најавен во Министерството за здравство ќе треба да ја пренесеме како резолуција од симпозиумот, од вашите согледувања и се она кое што вие ќе го кажете како нешто кое што е потребно во овој момент да го има како измена и на дополнување тој правилник, за да може во вашите служби да имате пред се една организираност кој што ви одговара, начин на кој што ќе работите, кој што сметате дека е подобен и потребен и нешто со кое што тоа треба да се уреди по правилникот, како не би имале непријатности со ДСЗ и популарните кои што се како да кажам, одговорни за спроведувањето на овие правилници. И тоа е првото нешто, првата резолуција, првата иницијатива. Така се менуваат работите и правилниците, со вакви иницијативи од стручни настани. И ово е начинот на кој што ќе го потегнеме променувањето, изменувањето и надополнувањето на правилникот ваш за работа во итната медицинска помош. А второто и најважното и другото уште многу важно за сите вас е сето оно кое што во секојдневната работа на вас со пациентите кои ги транспортирате во клиниките и во болниците, вие така ќе се изразам голготата на вас екипите, бидејќи јас лично сум имала прилика да ве видам и гледам како со часови стоите пред болниците и не знаете како и на каков начин и кому да ги предадете пациентите и како и на каков начин понатака треба да се движите по болниците. Ние во унијата и во здруженијето направивме едно огледало на кое пишува јас сум ти си, јас ние сме колеги, јас и ти сме медицински сестри и сакавме со сето тоа да ја подигнеме нашата свест професионална и колективна, па едни меѓу други да си помагаме, меѓутоа тоа не е протоколарно, тоа е оно етичното, колегијалното и професионалното наше кое што треба да го почитуваме, а протоколарното треба да го преточиме во процедура која што ќе не задолжи сите нас во болниците и во клиниките и вас да установиме еден начин на кој што ќе ги предаваме и прифаќаме пациентите. Да може пациентите веднаш на време да бидат прифатени, а вие на време да се вратите во матичните здравни домови од каде што сте дојдени и од со возилата и од градовите, за да бидете повторно на тука за пациентите на кои што им е потребно истото. Така да овие се двете основни нешта на кои што сакам и да ја потстрекнам дискусијава сега во овој момент со нашите панелисти, бидејќи најубаво знаат раководителите и докторите. Не случајно е вакво нивото, значи имаме директор од здравен дом, имаме раководител на единиците за брза помош од здравниот дом од Скопје, имаме директор од секундарно или терцијерни сте и вие, доктор Злате, веќе така, болницата терцијерно ниво од клиниките на доктор Нико Бекјаровски, така да го имаме докторот од здравниот дом исто така од Делчево, кој што е дојден во како замена на нивниот раководител од здравствен дом Делчево од итната медицинска помош и мислам дека најсоодветно е и они сите ги слушаат вашите секојдневни побарувања и сето оно кој што сметате дека треба да биде и би сакала, значи сега јас овака со
директорот на здравниот дом од Тетово како домаќини овде, нели, значи да започнам, мислам би сакала од него едно видување по однос на овие две нешта, дали и што е тоа што во правилникот сметате и има потреба вашата служба како иницијација да го побараме да се промени, измени и дополни, и што е тоа што ви недостасува и што е тоа што го слушате од екипите повратно до вас кога се враќаат од болниците и од клиничките од клиниката кога ги транспортираат пациентите и колку на вас ви е сето ова како предвидите да организирате службата во Тетово. Истите овие прашања би биле едноставно за сите панелисти, меѓутоа да го слушнеме прво директорот на здравниот дом Тетово да ни каже каква е состојбата овде, какви се неговите видувања, па ќе продолжиме. Повелете, директоре. Благодарам. Вака, како прво, протоколите одавна, значи имаме проблем со протоколите кои требаше да се воведат во брзата помош. Немавме до сега слух најдобар за тоа, но се трудиме, ја како лекар сега, кој сум директор на здравствен дом Тетово, ги знам проблемите, лично имам работени во брзата помош и точно знам кои се проблемите. Гледаме да ги решаваме чекро по чекро. Значи, премногу се проблемите. Највеќе проблем имаме при достава на пациент. Значи, ние како брза помош го доставуваме, сега да напоменам дека со отварањето на ургентниот центар не се олесни работата. Но, до сега имавме проблем со носење на пациентот по оделение. Значи, имаше една одбивност од оделенијата, некои оделенија, така што не шетаја. Не е за кај нас, однесите го во друго. Не е за кај нас. Значи, ние губевме огромно време со доставување на пациентот до оделението кој ќе го прифати. Тоа ни беше за сега, до сега, најголем проблем, но, како што кажав, со отварање на ургентниот центар, тоа се во Тетово тоа се реши. Така што сега знаеме дека пациентите ги носиме од брза помош во ургентниот центар, они ги преземат и ги третират понатаму. Други посетни проблеми кои имаме, редов, секој дневни, да кажеме, проблеми, ќе се пожалам ја, персонал. Значи, недостигот на персонал е најголем проблем. Една институција како брза помош треба да има спремен, млад персонал. Значи, бројката од 20 лекари во дежурна служба за Тетово и Тетовско е 0. Ви кажам 0. Јас сум работел таму, лично, една сообраќајка, мислам, сите сте свесни дека ќе треба 2 возила да дадат. Тоа се 2 екипи. Значи, ќе мора да се разгледа случајот за екипи, пополнување на тие екипи. Ние ги имаме по потребите, но за сега немаме слух. Тоа не е еден од најголемите проблеми. Значи, зборам екипи комплетно, лекар и сестри и возач, шоферите. Значи, тоа е комплетна екипа. Толку од мене. Би сакала докторка Анита, како раководител на итната медицинска помош при здравствен дом Скопје, да ја слушнеме по однос на овие две исто вака иницијативи за кои што сакаме од овој наш симпозиум да произлезат. Повелете, докторка. Добар ден на сите. Добар ден и благодарно за одржанието кој што денес ме достои да присуствувам на ова убава средба и на овој симпозиум. Ми беше задоволство што ќе можам денеска да проговорам и јас за проблемите кои што како служба ги имаме во еден огромен град, во еден милионски град. Службата за итна медицинска помош, како и останатите, функционира во склоп на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. И слушајќи ги колегата, односно директорот од здравствениот дом во Тетово, можам комплетно да се согласам со нивните проблеми.
се соочуваме како овој период и период наназад не е ништо ново, дека од секогаш во оваа служба фалел кадар, меѓутоа како што во овој период недостасува кадар, мислам дека не било така одамна. Итната помош е една, може да речам, отскочна даска на сите млади доктори, кои што, па и медицински сестри, кои што добиваат огромно искуство во оваа служба, кои што стануваат како доктори многу добри, односно одлични диагностичари. Медицинските сестри исто така стекнуваат едно огромно искуство и тоа им е некако пат за пробив понатак. Така да од секогаш оваа служба оскудева со медицински кадар. Ако итната помош Тетово работи со две екипи во смена, како што кажавте, два тима, итната помош во Скопје работи со 5 до 6 тима на оној милионски град што го имаме, кој што ги опфаќа сите и приградски населби и села. Значи дека истиот проблем е, имаме до сега неколку барања доставени до Министерството за здравство, сега и това вработување во месец март, па да видиме дали сето тоа, значи ќе речам и на итната помош и треба зајакнување такво, односно им треба една инфузија со кадар, затоа што на вистина не се функционира. Ние покриваме, освен тоа што покриваме толкова подрачје, исто така имаме, вршиме меѓународни транспорти во државите низ Европа. Сме учесници на сите јавни манифестации со наши обезбедувања. Значи, навистина сме премалку за да направиме, за да постигнеме се, меѓутоа со огромен напор. Морам да го пофалам и нашиот кадар, кој што го имаме нашите медицински тимови. Со огромен напор и со работка се обидуваме сето тоа да помине до сега, да помине без последици. За онаа тема која што денес ќе дискутираме, односно примопредавањето, изработување на протоколи за примопредавањето на пациентите во болничките установи, можам да кажеме стварно навистина е горлива тема, бидејќи не сме само ние, како да речам, во таква ситуација кога нема пациенти, кога се лутиме кога не ни ги примаат болниците пациентите. И самите болнички установи се пренатрупани со пациенти и се доведуваме во ситуација да кога носиме пациенти, навистина и они немаат место, меѓутоа и ние како тимови нема што да правиме со пациентите. Па сме во иста состојба да се шетаме од една болничка установа во друга. Задржувањето на екипите е посебен проблем во тие болнички установи. Најчесто проблем кој што се соочуваме е немање на носилки да се префрлат пациентите, се вршат различни испитувања, снимање и сето тоа се прави на наша носилка, значи се случува и по 2 до 3 часа да се губи време во некоја болничка установа, односно во некој ургентен центар, за да се стави конечна диагноза на пациентот, за да се ослободи екипата. За задржувањето, поготово на хируршките ургентни центри, на оној материјал за опрема за имобилизација, така, тоа е посебна приказна, каде што губиме многу голем дел од опремата која што ја имаме. Сето ова го кажувам од едно мое лично искуство, бидејќи сум 24 години во оваа служба, моје прво и се надевам последно вработување во оваа служба, кој што посебно си ја ценам и почитувам. Инаку јас сум специјалист педијатар, меѓутоа сепак оваа служба ме влече и понатаму да останам тука. 20 активни години на терен. И сето ова можам да го кажам не само од пренесување на нашите вработени во нашите тимови, туку и од свое лично искуство. Така да, правење на еден протокол за примопредавање на пациенти, односно тоа како и од наша страна треба да се предат и како да се прифатат од болничката установа, треба да има сето тоа да се биде напишано, да се биде со рапорт од страна на докторот, имаме примарни и секундарни транспорти и терцијарни кои што се од еден град до друго место, друга држава и така натаму. Ова се е во прилог на доброто на пациентите, да не се губи понатака време, значи што побрзо да се стигне, да се прифати пациентот и да се згрижи на време. Така да мислам дека со оваа иницијална средба ќе направиме нешто многу повеќе, за да имаме соработки, да не се доведеме во ситуација да се понаврзници, да речам, расправаме со колегите кои што се во болничките установи.
затоа што и ние пациентите не ги носиме од дома, туку ги носиме или од што имаат потреба за болничко лекување. Ви благодарам. Доктор Анита, кога веќе очигледен е вашиот мотив за останување толку години во hitната медицинска помош, како тогаш да се мотивираат останатите членови? Што станува со бърнаут синдром? Што станува со траумите на членовите од екипите на hitната медицинска помош? Да, ние досега имавме и доста колеги кои што се пензионираа во нашата служба, што значи тоа се борци ентузијасти од своето прво вработување, меѓутоа мислам дека понатака тој број ќе биде се помал, бидејќи како што кажав, ова е само едно ниво кога е првично ниво кога нели младите си бараат и понатака земаат специализации и си одат од службата. Така да за да се треба секако да се зголеми мотивот и со нивните лични примања и со условите за работа и со секако зголемен број на тимови каде што нема да постои после револта работење. Затоа реков, љубовта е де факто тука, кон професијата. Ви благодарам многу. Александар, ајде да продолжиме со нивото од здравствените домови, од здравствен дом Делчево, па ќе ги слушнеме клиничките доктори после. Здраво на сите прво. Вака наш проблем од малите градови кои што доаѓаме, како Делчево, Радовиш, Македонска Каменица, Пехчево, Берово, е проблемот што ние не доаѓаме директно во Скопје, туку имаме останати две болници кои треба да ги поминеме. Ние што сме од Источна Македонија, како Виница, Делчево, Каменица, Берово и Пехчево, мораме да ја поминеме општата болница во Кочани, која мислам дека сите знаете дека многу мал број на кадар има. Работат само 2 интернисти, 20 хирурзи, 1 ортопед, а колегите кои што специјалисти работат во Штип налагаат прв преглед да биде во општа болница Кочани. Тука имаме губење на некои си 2 часа, кои што за некои значат живот. Исто проблем е тоа што правиме испитувања па може би некогаш и по 3 до 4 пати, едно исто испитување од најпрост пример можем да дадеме испитување на тропонин кај пациенти со миокарден инфаркт и тука губиме време додека чекаме 40 минути да излезе резултатот за тропонинот. Од моје искуство ми се има случајно да правам 3 пати компјутер на абдомен, два правим, еден со нативна и еден со контраст во Штип, па потоа третно ургентен центар во Скопје, тоа се 4 часа плюс, што за жал после 14 часа чекање во ургентен во Скопје, пациентката почина. Друг проблем кој што може да го наведам е проблемот што исто ми имаме мал број на вработени, сега добивме уште 20 колеги доктори, што се надевам дека ќе бидеме растеретени. 8 часовното работно време кај нас е проблем што ние имаме 2 часа време само да стигнеме до клиничка болница Штип. Тоа ни е патот. Што значи дека ние ако тргнеме во 12 часот до 14 часот сме во Штип. Останатите сати ни се преку време на работа. Тие се едни главни 3 проблеми кои што кај нас не се случуваат и кои што за жал јас сакам да кажам како млад лекар со година време стаж, ја губам желбата за работа во hitна медицинска помош Делчево поради прековремено чекање на резултати, прегледи, па не за кај нас, за други, како што каже директорот на Тетовскиот здравен дом, постојано не е за оваа врата, за наредната и ние така пациентите ги прегледуваме од глава до пет. Овие се тие моменти за кои што во правилникот зборуваме, каде што спомна докторот за вишокот на работните часови и она кое што на вас според законот за работни односи правилникот ве опишал во работа по 8 часа. И може би автономноста на одредени здравни домови и раководители овозможила да се организира работата во сменска работа според
бројноста на екипите и според оно структурно како вие можете и треба да се организирате. Меѓутоа, постојат здравни домови вака како што е конкретно Делчево, каде што они работат во таков процес на смена по 3 по 8 часа и постојано се во таа зона на вишок часови, бидејќи 8 часа им се сосема малку за да дојдат и до Штип и до Скопје и да го исчекат целото време да се вратат назад и наредниот ден се повторно на работа. Една медицинска сестра од здравствениот дом од идната медицинска помош од Делчево ни напиша вака: јас сум секој ден на работа, кога ќе заврши месецот во распоредот кој што според кој работам во текот на месецот, имам само 3 дена слободни. Не постојат такви пари вишок кои што можат да ми ги платат вишок часовите со кои што сум постојано на работа. Сакам да кажам дека задоволството на работа не се само вишокот на, односно платените вишок на часови. Треба да имате и ова што го спомна докторот и стимулација за работа во која што ќе имате можност сите нешта да ги приуштите онака како што сте замислиле да бидете тој кој што ќе помогнете на пациентите, да не бидете секогаш супримирани секаде. Затоа во правилникот ќе поднесеме на иницијатива, ако сите вие се сложувате, се надевам дека и докторите и заеднички ќе поднесеме иницијативата доколку може овој правилник да биде малку пофлексибилен по однос на тоа да даде автономност на раководителите во идната медицинска служба, да ви ги организира сатнините и сменската работа според оноа кое што ќе ви представува пред се прво и задоволство на работа, затоа што едни студии и испитувања покажале дека финансиите се на 3-то место по задоволство и задоволството кој што ви ги прават на работа во таа здрава работна околина, дека прво и задоволството од начинот на кој што ја водите на работа, па го спомна докторот како тоа се ви се исполнуваат можностите за да бидете доктор, да бидете сестра. И на 3-то место е платеноста по одговорност и сето тоа заедно е прави здравата работна околина. Да сакате да одите на работа, да бидете задоволни од работа и да имате автономност на работа. Ова ќе биде првата иницијатива, ние разговаравме во ДСЗИ, им го предочивме ова и тие рекоа дека тие не се тие што поднесуваат иницијативи и дека сето тоа ќе го добиеме како одговор во Министерството за здравство. Јас овде гласно ви кажувам дека со министерот, со заменик министерот за здравство, господин Јовица Андовски, кој што навистина денеска ќе беше присутен, меѓутоа ние не го земавме во предвид моментот дека денеска на влада последен четврток во парламентот се пратенички прашања и тој мора да биде денеска таму. Ние го превидовме тоа нешто кога го договаравме терминот за симпозиумот и од тие причини он денеска не е со нас. Меѓутоа тој прифаќа апсолутно ова иницијатива и сака да придонесе и да направи нешто и вети средба со директорите и регионално и централно од службите за хитна медицинска помош, каде што сите заеднички ова иницијатива која што ја поднесуваме ќе барат начин да ви се приушти можност на автономност на организирање на работата во сменска работа. Се надевам дека ќе успееме во ова, нели на некој начин да го покренеме задоволството и да тргнеме еден од многуте проблеми. Би сакала сега ова вака изгледа од здравните домови, слушнавме нели како е во Тетово, слушнавме од докторката во како изгледаат нештата во Скопје, го слушнавме докторот како изгледа тоа во внатрешноста во Источна Македонија од Делчево. Се би сакала докторите од клиничко ниво е прво доктор Злате и доктор Нико, како сакаат по редослед да ни доктор Злате, кој што сега во моментот е и координатор во Светската здравствена организација за програмите и стратешките програми во превентивата, доктор Нико како клинички доктор, каде што на токсикологија се сретнува секојдневно со носење на вакви хитни пациенти. Сигурно дека имаат нешто и они да ни додадат, кажат и споделат со нас кое што ќе биде понатака, како да кажам, исполнително многу подобро да не го дискутираме како проблем, туку како задоволство. Повелете. Еве сепак ја прв, после тоа ќе ви се обрати Злата. Први на старт дозволете, сакам вака со оглед дека 35 години работа во ургентна. Издржав месец и пол не дежурав, со оглед дека имам привилегија од возраста. Пак се враќам од 1 март на дежурство, затоа што адреналиното нешто посебно. И ова ми е најомилениот дел од здравствените работници. Во мојот вокабулар нема да чуете доктори, сестри, болничари. Јас сум од стариот ков, каде што има здравствени работници. И вие сте најдобриот дел од здравствени работници.
Овде од присутните има само уште еден поголем доаен во ургентна медицина и сакам да ја поздравиме Весна Милковска, која што единствено подолго работи од мене како доктор оваа област. И имам уште една голема привилегија, единствено сум директор, па можам да зборувам многу послободно и да ги кажам сите дефекти во системот. Ај првен да почнеме околу протоколите. Весна се сеќава со Левенски 94-та протоколи правевме. 2025-та, 31 година пројде од протоколите, се уште стојат, веројатно ги носиш со тебе, тоа се истите протоколи, ништо луѓе од тоа не се применува. Од протоколи ургентна служба не се прави, убаво е да имаме правила, меѓутоа сите тие правила кои ќе излезете на терен баш и не се така. Како што мислиме дека се проблеми, има огромни проблеми, ги имате вие во достава и би требало да е така вашата работа да завршува, дури и не да го внесете пациентите. Светски трендови е да излегува количка со персонал од болницата кај што ги носи. Вашата работа треба да биде да стигнете до местото и како што каже во својата прекрасна презентација колегава, да го донесете жив. Јас уште нешто ќе додадам, вие не ги носите само живи, вие имате и неколку моменти кога спасувате живот и кога давате терапија. Секоја хипогликемиска состојба, ако вие не ја решите на терен, ќе заврши со оштетување на мозок. И тука со оглед дека сум и како човек кој што едуцира 33 години веќе кадри, би сакал да ве апелирам и да ве замолам. Ургирајте кај сите ваши директори, во сите ургентни служби. Мора да имате налоксон. Прошлата година во Америка починаа 100.000 луѓе како предозираност и тоа во возрастна група од 18 до 45 години од предозираност со фентанил. Фентанилот стигна и кај нас. Предвадена бе повикан од Америчката амбасада, сега ќе има една голема акција од страна со оглед дека и председателот Трамп најави борба против фентанилот. И во склоп на таа служба се надевам дека ќе обезбедиме барем сите ургентни служби да имате налоксон. Живот мора да се спаси. Прошлата година 3 пациенти беа донесени починати на клиника за психологија, бидејќи во тек на транспортот имало да се даде налоксон. Сакате да ви кажам колку беа возрастни? 19, 23 и 40. Починаа само поради тоа што нема нафола која што кошта по 220 недозволиво. Ама не се случува. Сите кои што сте аплицирали на налоксон знаете како пациенти што умират и враќаат се во живот. Тоа го дискутирахме пред 30 години, денес го дискутираме, доаѓаат екипи се жалат дека имаат ампули во турбата кои што не смеат да ги искористат, бидејќи тие се единствените, ако пројдиш ДСЗ или не знам кој да пројде. Се работи луѓе за лек што спасува живот. И уште нешто која сме тука. Второто оправдание што го слушам, зависник не може да се постигне венска линија. Па и не треба да се постигне, не мора. Ако пишува на упатството интравенски, дајте го интрамускулно, дајте го суббукално, дајте го субкутано, било како, боцнете го. Ако вака го пробудите за 2 минути, вака ќе го пробудите за 5, за 7 минути. Меѓутоа не е дозволиво транспорт од Берово до Скопје да пројде без да може да се ординира налоксон. И уште нешто драго ми е што е тука колега во Делчево, со оглед дека моето прво работно место беше Македонска каменица. И само да ви кажам, во тој лошиот систем што нели сега не знаеме како да го вратиме здравството да не биде како што беше 90-та година, јас како млад лекар, кој што работеше нели секако брза помош, по село Вуковиц имам погодено жена на терен, така што не може да се жалиме, има работи кои да мора да ги правиме на терен. Доктор Златан, како директор на здравствениот дом некогаш, кој бе вашите најголеми бизнес?
Од овој аспект, што можете да кажете за сите нива на здравствена заштита и брзата помош. Со институциите, Това е најголемата жртва на еден таков недојден. Кога ќе дојдете во ситуација која што каже и доктор, дека се сведоци на еден донесете пациенти кои што може и од дома сите нива на здравствена неговата и тоа треба да го однесете на лекар каде што освен тоа што успеале попатно да му го спасите животот, треба на вистина да го дојдете во ситуацијата општо параметри кои што ќе загарантираат дека тој ќе живее квалитетен живот и после тој ден може и од дома да така живот неговата. И тоа треба да го однесете на лекар каде што освен тоа што сте успеале попасно да го спасите животот, треба на вистина да ги заштитите сите витални параметри кои што ќе загарантираат дека тој ќе сега предизвиците се сведуваат повторно на тоа како брзата помош да среќа симпозиуми треба да издаде решенија за целокупниот и во мое време, а гледам дека денеска уште видете вака, сега имаме еден совет. Во моменти кога никој друг не може да искорачи. Не е подготвен. Сега предизвиците се сведуваат повторно на тоа како брзата помош на вакви средни симпозиуми треба да издаде решенија за целокупниот здравствен. Ако 8 часовното работно време ви е проблем. Па видете вака, сега имаме еден совет. Во моменти кога никој друг се должни да не е подготвен, доколку аргументите кои ќе ставите на маса се тоа чувствувате дека имате привилегија и одговорност. Ако сметате дека 12 часовното работно време е решение, ако 8 часовното работно време е квалитетна работа за вашите решители, за намален бърнаут, а надлежните институции се должни да слушаат. Ставете го тоа на маса, доколку аргументите кои ќе ставите на маса се здравствена доноскопија, односно дитната медицинска. Ако сметате дека 12 часовното работно време е решение, па многумина тогаш за поквалитетна работа, за ваш комозатет, за намален бърнаут синдром, најприфатливо за годините. Ставете го на маса, како што го ставија и вашите процеси здравствена доноскопија, но во корист и во интерес на работените кои што, како што кажа и па многумина тогаш кога ја директор велеа дека треба да се слуша кога се потрашува беше најприфатливо затоа што не парите во итната медицинска помош и работата купува многу повеќе затоа што парите може. Но во корист и во интерес потрошениот материјал кои што како што и реткоста денеска да видите како некој од итната медицинска треба да се слуша на своји 60 кога се во прашање нивните потреби затоа што не парите купуваат пензија, и работата купува многу повеќе од тоа што парите. Во времето кога ја расте, потрошениот материјал и реткоста денеска да видите како некој од итната медицинска помош за 163, 65 години, 67 години, кој беше во пензија, денес е вистински луксус. Јас таа медицинска во времето кога ја расте во брзата помош. И навистина тогаш имаше и специјалисти кои што работеа. И така ме препознаваа сите, затоа што мојата беше во итната медицинска помош. Имаше специјалисти кои што беа и ушни лекари, и хирурзи. И никогаш не се замина, додека не замина во пензија од таа медицинска помош. И навистина тогаш имаше и специјалисти кои што работеа, како што е доктор Душко Применски, кој беше гинеколог. И ако имаше специјалисти успееме на некој начин да ги извлечеме искуството од тоа како и никогаш не се замина, додека не замина во пензија од таа медицинска помош. И тука нема се сложи историјата и искуството тие што на тоа дека редовно да следат нас бајца знаат дека ние уживаме да не се злоупотреби. И ако успееме на некој начин да ги извлечеме искуството од тоа како да тоа време функционирала. Како човек што работел на многу протоколи, тука нема се сложам со никој, вклучително последните протоколи за примерна здравствена. Редовно се следат нас бајца знаат. Јас сметам дека уживаме на некој здравствена. Како човек кој што работел на многу протоколи, вклучително последните протоколи за примерна здравствена. Зошто сте ми јас сметам дека три основни елементи на здравствена видете сега кој е во нема ја да се објасни. Сериозно мора да се стасува тоа. Некој попаметен ли од вас и од нас или ние сите заедно за попаметни сме во себе. За да не може никој да ви каже утре зошто сте ми го донели пациентот. Клиничките пакети. За да се знае кој што точно треба да прави. Нема ја да се во системот на здравството. Што треба да направи? Некој попаметен ли од вас и од нас или ние сите заедно медицинска помош? Што треба да направи? Што сме го договориле, сме ставиле под индикаторите за квалитет се
Значи, затоа ми се потребни протоколи. Клиничките пациенти, за да се знае кој што точно треба да прави во системот на здравство, што треба да направи медицинска помош, што треба да направи тимот од медицинска помош, што треба да направи слушате го примат. Одека малку не чини, одека индикаторите за квалитет се и одека ќе се поправи. Исклучително, ја ви значи ако не го мерите тоа што го работи. Тоа се вашата не знаете што работи. Лична карта. Ако не можете да покажете низ кои вредности. Се тоа што ние го правиме протоколи по клинични пратеки дава ваков ефект. Направете го тоа што го работите. Овдека малку мерливо, за да можете да кажете јас ова што го работите. Овдека ќе се поправи. Значи ако не го мерите тоа што го работите, ако не знаете што работите, ако не можете да покажете низ кои вредности вашата работа, заборавате. Дозволете ми да завршам ништо. Направете го тоа што го работите, мерливо, за да можете да кажете јас ова што го работам директно, и ве молам да ја почитувате и вреднувате работата, ама јас ги уживам. Би требало да биде пренесени на работното време. Ако можете на скратено работно време со зборувавме за полно работно сметано како полно работно време за одредени профили, за одредени профили кои што е делови на општественото живење, бенефициите кои што ги уживаат, сите вработени помоши ги уживаат, не 8 часа. Би требало да биде пренесени на работното време. 6 часа. Ако може да има скратено работно време со сметано. Така да изборете се за сите овие права по правилникот кој што се однесува на сите здравствени работници кои што работат за лична помош, заслужуваат не 8 часа да биде туку најмалку 6 часа, односно најмногу 6 часа да биде полното работно време. Така да изборете се за сите овие права во правилникот кои што се однесува на сите здравствени работници кои што работат во итната медицинска помош. Благодарам. Инаку Каролина и доктор Злата се почесни медицински сестри. Вие што бевте на конгресот во Струга, знаете Ви благодарам многу, мислам дека и овака добивме една представа како што ја работите, мада не сме се во секојдневието делоци, тоа и знаеме како што ја работите. Инаку Каролина и доктор Злата се почесни медицински сестри. Вие што бевте на конгресот во Струга, знаете дека они ги добија тие признанија. А доктор Никој е голем конкурент оваа година да го добие и он признанието на почесна медицинска сестра, ама мислам дека да, ги исполни условите. Така да, нели, ќе видиме според критериумите. А доктор Злата и Каролина годината почна, чланарината може да си ја подбирате годишно, сакате месечно. Мислам, Каролина, ти можеш месечно, доктор Злата, вие сте директор, можете кој. А може и на крај на годината, 60 денара месечно, мислам за сестрите што е тоа. Така, ви благодарам многу, мислам, ова сам зборува за тоа колку ние имаме вакви професионалци, од што сите овие кои што се страшни и односно прекрасни соработници на нашето сестринство. И ова е многу важно за нас. Сите овие стручни настани едукативни кои што ние ги поминавме и во минатата година и сега се настани кои што континуирано ни ги поддржуваат. И доктор Злата и доктор Нико, Каролина е постојано со нас и јас искрено многу и благодарам на нејзе за целокупната хуманост со тоа што она го поддржува сестринството. Може би ќе ме искара за ваквото јавно настапување, ама мислам дека заслужува еднаш и ние да се заблагодариме за се што прави за нас. Каролина, многу хвала. Да си жива и здрава и уште многу вака да не поддржуваш на вакви стручни настани. Не случајно го кажувам ова, не сакам да видам да не добијам и тоа морам понекогаш нели вака да им се заблагодарам на овие луѓе големи кои што навистина многу нешто чинат и прават за нас медицинските сестри. Знаете, не направија многу повидливи. Знаете, ни го признаа сето тоа што го правиме и што го работиме. Знаете, има и ги докторите луѓе како нив кои што го признава тоа што го работат медицинските сестри. Тоа што го кажам на почетокот, го кажам сега и да прави дека навистина не е убаво да работиме во тимите дека од нас лиценци. Или тоа мислам дека крајно време и ние да бидеме овој сертифицирани. Сега кога веќе сите имате вакви истражувања и кога ги слушате сите истражувања, јас да прашате. Сакала вака кратко, конкретно. Дали има некој од вас нешто да праша или тоа Каролина ќе го Да, Каролина веќе ги има веќе видено.
ќе ви биде удостоено на сите да кои што имате да прашате, дополните и кажете да прашате. Поверите, докторка. Благодарам, јас сум доктор Веска Неделковска, јас сум од дојдените и на иницијатива Варска мошно комунистичка. Сето тоа го имаме активно, значи она што е битното е љубени да се помоши за се направени. Но она што сакаме да го кажеме, вие почнувате имплементација на иницијатива во протоколите се сега и пред 10 години истите протоколи. Она што е битното е имплементација. Значи овие протоколи како што спомна доктор веќе се одамна донесени и се ревидирани, се направени, но не се имплементираат. Зборете се за имплементација. Баш протоколите се и сега и пред 10 години истите протоколи. Се знае како што треба да тече. Но проблемот кај нас е имплементацијата. Непостојање на ургентни центри во Скопје. Сите знаете што доаѓа во Скопје, знаете колку е тешко да се донесе еден пациент. А постојат ваши протоколи за да можете да видите и да како се ренесуваат пациенти и една доаѓа во помалите градови. Значи, постојат такви протоколи објавени се во имплементираат на лекарска комора, ќе ви биде доставен тој протокол на сите, за да можете да видите и да го надополните. Тоа не значи дека тоа не се дополни, но имате една основа со кој може да го надополнувате и да го направите да биде жив. Може да го имплементирате. Значи, со години назад, место ние да одиме напред, како што би рекол доктор Златев, ние се враќаме назад. Значи, со секоја нова иницијатива, ние губиме еден ургентен центар, немаме ургентен центар, малку се вработени, немаме носилци, значи да не направите го, тоа е ваша задача. Значи, ние ќе ви помогнеме во оној лекар кој треба да го донесе, но мора да го направиме да биде жив. Да не се плашите од еден. Друго што сакам исто да ви порачам, да ви помогне вам, дека наскоро, знаете дека постои систем 1.2 и ќе стане и тој систем заедно со веќе во Скопје го употреба, а во помалите градови тоа ще не го дојде. Но 1.2 да не се плашите од еден. Тоа е систем што ќе ви помогне вам да повеќе ги решавате работите, дека изработа. Значи, во Скопје постоеше одбор. Значи, ние систем заедно со Центар за живот, изодите го, затоа за тоа е во вашата спална. Кажите поедноставно, и како правник во Скопје, аз мислам дека доктор Анита знае, дека веќе скоро изработен, мислам дека изработен во тело, само треба да се имплементира. Значи, ние сме направени некакви чекори, од вас се очекува да ги изодите тие чекори и да помогнете да тоа стварно да живее. И благодарам. Поговорите, давам микрофонот, ќе поширите горе до... Така? Право горе. Добар ден. Јас сум се Срејовајка од Кавадаци, релативно сум скоро во ритна медицинска помош и овде сум со тимот. 20 лекари и колешката што сум работили. Браво за иницијативата. За доктор Златев, стигна до тај проблем. Мислам дека како наредба на средба би требало да биде на некое почнемо да тие што генерално треба да се слушнат и решат проблемот, тоа е едно од најчесто генерално што се пренесувано и некако се ставајме проблем. Значи, генерално дека решката наредната средба би требало да биде на некоја пошироко ниво, затоа што тие што генерално треба да го слушнат и решат колективен договор, таков и тоа е пренесувано, зачинено. Некако се е ставила началното. Значи, генерално забелешката ми е дека има иницијатива, сакаме да ви помрдиме работите, во врска со коефициенти плаќање ќе се сведе на колективен договор таков и толку и некако се е зачаран круг. Сакала се и на началното Весна знам одавна, Скопје. Јас сум доктор Антоан Паракеов, имам искуство работен во постојање медицинска помош, за здравствени и подобни болници, сега се на спортна општа болница со
проширена дейност, само вака се менят, а проблемите ни остават и медицинска помощ, значи луѓе мора да се направи реформа на медицинска помощ, за мора оттаму да се общи болници, значи мора да се автономизира ширена дейност, само малце да тръгнеме да видим как организираме итната медицинска помощ в Хрватска. Луѓе мора да се направи чисто автоматизирана медицинска помощ, мора да се автономизираме. Мораме да видим ние само малце да тръгнем да видим как организираме медицинска работите во наши раце, да се чисто автоматизираме, а не да зависиме да гарантираме медицинска помощ без да разходваме общи болници. Moramo da vidimo nije samostojan pravni subjekt, numeracija da naši работите во наши раце, значи да се поработи на тоа што го знаеме, а не да зависиме и да агитираме и секој директор да ни набаве ова, да ни набаве ова и само проблеми и само се вртимо зачерата. Додека не се направи таа реформа, значи да станеме самостојни правни субјекти, ништо не прави. Толкова. Дали още некој прашање или можеме завршен збор на сестра магистар Гордана Мишлиевска? Ви благодарам. Дајте, повелете. Добар ден на сите присутни. Сакам да се обратам во контекст на другите здравствени домови, каде што има мал број на екипи. Бидејќи ние во Струмица, јас като представител во Струмица, имаме една екипа на терен, работи 12 часа, покриваме 4 општини, од самиот град до Златар во Бугарија и до Радовиш. Ни е необходно да имаме и други тимови учени дневна смена. И работиме исто по 12 часа. Исто при приемот на екипите во Општа болница Струмица имаме проблеми. Кога бев на пракса, секогаш имаше консилијаре, се собира лекар. Сега не, ги малтретират по оделенијата екипите. Проблемот е многу чест. Гласите за велични раките информации, конструктивни судени секако ќе влезат во анализата и резолуцијата која што накраја се пишете за дискусија. Повелете со прашањето. Само да се надоврзам на колешката, значи проблемот е истини во Радовиш. Ете ние работиме 12, меѓу това и малку случаи кога и 12-та не ни стига. Уштип само сум се задржала со еден пациент 7 часа. Истиот пациент, значи со сама, сестра, јас, мислам без, со амбулантното возило со шофер, бееме препратени со Скопје. Истиот тој пациент, откако по нели беше тука прегледан секој што треба, е вратен за Штип. Значи и 12-та не стига. Не знам. За жал, вакви искуства, наистина најверојатно има секој од вас овде одни судите. Само уште едно прашање и да завршиме. Повелете? Сакате прашање за наставница? Да, и тука нека да завршиме. Повелете. Прво поздрав до сите учесници на панел дискусијата, но ми е жалост што Центар за здравство е тука, бидејќи наистина да прашам за условија една молба. Да почетите се почнем со сестра Гордана Мишлиевска, која е со директорот на зборувавме на почетокот за образование и нашата едукација не во вертикала. И јас сум за образование, напред во вертикала, но диплома со знаење. Тоа е моето лично искуство, во зборувам од искуство. Не го зборувам на памет. Значи во Македонија сите ја на Таня дека може да купиш на кило, на лист, колку зависи од единица и така.
Тука е директор на здравствен дом Стектово, кажа дека бројите на пациенти, они се категорија голем град, меѓутоа се препоръки што ги спомнавте и тимовите кои се на терен, сме тука, значи гледаме истиот проблем, јас сум неготино, покриваме неготино дебелкапија, автопат, железничка пруга, бројот на повици е на дневен посетител. И се вратила сум до младиот доктор од Делчево и јас тоа апсолутно да разбирам и поддржам. Секој млад човек кој може доктор, кои сите се млади, не се како мене, сите се млади во идната помошна година, се млади и сакат да живот. Не се го пали. Поздравам за предошлопи, имаме прашање, што биде како најголема идна помош Македонија, водичка идна помош, познавам Весна на докторката Весна Недолцова, добре што патувавме. Сакам да прашам како ќе да изгледа. Неготино идна помош е десетина како идна медицинска помош, неготино со домашно лекувување и дежурна служба. Што значи тоа? Тоа значи дека ние нас на тоа во 6 часот дежуруваме како идна помош и завршуваме навечер од 22 часа. Од 22 часа. Утре се баја до 6. Ние сме дежурни служба. И секој пациент кој да дојде со било каков проблем, не знаете, мој стомак, не знам, глава, ајде да се забуду медицински, не мора, што тоа насна, ние мораме да го примем. Ние сме еднати на работа, и тој имаме повик. А кој има предимство? Значи таа триажа, тие правилници и за работа, тие мора да се сработат по најскоро време, тоест, што рече докторката Весна, не да се надополнат и да се имплементират, да останат ги има, и знам јас. По еден момент една доктор му праша много, колко правилни това? Вика, сестро, не се коси, тук има секој свој правил. Во Македонија изгледа така. Не ги придуваме много докторите од клиниките, за сето тоа, да го чек, пациентот преврата, да го преврата, кај не треба лучо. До министерот ми беше прашањето, возниот пак е релативно стари, да набаве возила, бидејќи ние секој пациент, споменавте градови, освен Делчево, има општа болница, медицински центар. Ние немаме. За жал, ние сме зараснали до негодино, единствен за двата карта. Идеме трябва да не нещо. Благодарам на внимание. Ще ги предадаме благодарниците на нашите денешни паналисти, значи сите вакви ваши прашања може да бидат сублимирани. Тука е веб страната на Сдруженијето за нас, тука е Facebook профилот, тука се останатите профили на социјалните мрежи. Сублимирани, конструктивни совети, ваши искуства, ваши позитивни насоки секако ќе бидат добре дојдени. Така е. Исклучително сме му благодарни на професор доктор Невза Телези и на Универзитетот во Тетово за гостопримството кој што ви го приуштија денеска и ви сакала оваа благодарница, професоре, во име на Универзитетот да ја примите и во вашите витрини да имате улогата и благодарноста на медицинските сестри. Повелете. Ова е за вас, ви благодарам многу и се надевам дека уште многу други стручни настани ќе направиме овде заедно. Да, ви благодарам многу. Благодарниците ни се и за нашите панелисти, докторка Анита Димовска. Ви благодариме многу што не прифативте и ова нека биде исто и за вас од денешниот симпозиум и за вас еден спомен од Унијата од Сдруженијето, доктор Златен Мехмедович. Доктор Александар Стојмановски. Професор доктор Нико Бекјаровски. Почнавме со домакините, сега ќе завршиме завршно доктор Јоанис Константинополус. Му благодарам и на главниот медицински техничар Маријан Серафимовски. Благодарам на сите колеги. Благодарам на началникот на општината Брвеница кој што се појави како поддржувач на настанот, ова вие лично ќе го предадете, и на принц Саунд кој што денеска озвучувањето вака да бидеме гласни ни го овозможи денеска овде во салата. Само еден момент вака би сакала, значи најсрдечно да посакам уште еднаш многу успешна работа на Друштвото од итната медицинска помош.
Многу ми е мило кога волку ентузијастички вака со многу нешта настапивте и кажавте. Многу ви благодарам на сите кои што дојдовте и денеска оделивте време, бидејќи е сепак работен ден и намерно малку го подместивме настанот од 14 часот за да можете некако да се организирате сите да дојдете. Многу ви благодарам, очекувам на вистина се тоа што го зборевме, ние ќе го сублимираме, го сакате ние до вас, ќе го препратиме како едно барање во кое што ќе ги потенцираме сите нешта за кои што вие денеска зборувавте и сите насоки кои што ги слушнавме од панелистите, од раководителите и од директорите. И верувајте ми дека никогаш нема да останеме до овде како што сметаме, значи ова ќе биде поднесено во Министерството за здравство, ќе бидете за ова известени, директорите, раководителите ќе бидат повикани на состаноци, тоа е тоа што ни го вети заменик министерот Јовица Андовски, и тоа во најбрзо време ќе имате можност, значи се тоа што го искажавте сега, а по иницијатива на унијата и на Сдруженијето, да го разговарате и ќе имате, се надевам, можност нештата да се изменат, направат, поправат и да не зборуваме за вакви проблеми, туку да имаме задоволство на работа, се со цел да го креваме вредноста на пациентите. Би сакала да ви кажам дека на подолниот кат имаме организирано од домакините коктел, со оглед на тоа што сте сите дојдени од натрешноста, времето е тоа кое што е време малку и одминато за ручек, па ве молам, значи од тука ќе ве насочат сега колегите од здравствено тетово, каде да се упатите и за да се дружиме малку и слободно. Ви благодарам.